Дали сте го чуле некогаш терминот почесен граѓанин? Дали знаете што всушност значи да се биде почесен граѓанин на некој град? Тоа не може да биде секој. Тоа мора да се заслужи. Да се биде почесен граѓанин на еден град е посебна чест и статус кој го доделува градот на заслужни граѓани. Оваа титула најчесто добиваат странци кои направиле нешто достојно и вредно за жителите на градот што им ја дава титулата. Оваа чест е символична, но доста значајна. Праксата на прогласување почесни жители на еден град е присутна и на Балканот. Македонската метропола Скопје засега има 16 жители од сите страни на светот. На листата има и крал и една светица. Но ајде да се навратиме наназад во историјата. За прв почесен граѓанин на Скопје во 1921 година е прогласен доктор Иван Рибар. Тој бил југословенски политичар и еден од најблиските соработници на Тито. Председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито бил прогласен за втор почесен граѓанин на Скопје. Оваа чест на Тито му била укажана во 1946 година по завршување на Втората светска војна. Тито неретко патувал во Скопје, каде бил срдечно дочекуван. Се смета дека 16 пати го посетил градот и тоа за прв пат на 11 октомври 1945 година и за последен пат на 5 октомври 1978 година. Неговите зборови по катастрофалниот земјотрес во 1963 година се запишани на надписот кој стои на старата и разрушена железничка станица. И двајца полски политичари биле прогласени за почесни граѓани по земјотресот во Скопје, а оваа чест била веројатно поврзана и со фактот дека Полска била една од клучните земји донатори за разрушениот град. Почесен жител на Скопје во 1966 година станал и норвешкиот крал Олаф Пети, кој бил многу популарен меѓу граѓаните на неговата земја и бил наречен Народниот крал. Бурманскиот дипломат и генерален секретар на Обединетите нации У Тант беше прогласен за почесен граѓанин на Скопје во 1970 година. Дел од предизвиците со кои се соочи беа кубанската ракетна криза и една од најголемите кризи во времето на студената војна. Потоа војната во Конго и Виетнамската војна, каде ја критикуваше САД. Нобеловката Мајка Тереза, која по смртта беше прогласена за светица, за својата хуманитарна работа има добиено повеќе од 700 награди. Се смета за најнаградувана личност на 20 век. Таа била прогласена за почесен граѓанин на Скопје на 27 јуни 1980 година од тогашниот председател на Собранието на Скопје, Методи Антов. Мајка Тереза била во Скопје кога била укажана оваа чест и изјавила дека признанието од моите сограѓани ми е посебно мило и ќе го чувам поблизу до срцето. На листата на почесни граѓани се и британски донатор, дипломати од Италија, САД, Германија и Шведска, но и турскиот милиардер Шарик Тара, кој има потекло од Скопје. Поранешниот председател на Црна Гора, Филип Војановиќ, е меѓу последните кои го добиле признанието почесен граѓанин на Скопје. Дали имате идеја кој ќе биде следниот почесен граѓанин на македонската метропола?